Од првите официјални средби, бидејќи мора да привршуваме, ви беше со председателот на Стопанската комора Азески. Испративте некоја порака дека сепак ќе го поддржите бизнисот, мислам ќе работите заедно со бизнисот во насока нели помош во финансиските институции, меѓутоа и оние мерки и анализи за се што им е потребно на бизнисот. Како гувернер, нели на некој начин не се остава впечаток дека може би работела за бизнис интереси него за ова, со таква средба во вашиот кабинет? Не, вие работите за бизнис интерес кога тоа е нетранспарентно и служите на интерес на некоја компанија. Стопанска комора на Македонија како најголема и најстара асоциација на бизнисот, дали секако е заинтересирана за, да речам, политиките кои што ги спроведува Народна банка на Република Македонија. Ни дадовме соопштение за темите кои што беа дискутирани. Тие се заинтересирани за стабилност, за стабилен, за фиксен девизен курс, што е и основната цел на Народна банка. Тие се заинтересирани за стабилност финансиска на финансискиот сектор, затоа што без тој крвоток на економијата не може да функционира и реалниот сектор, а од друга страна тие како реален сектор нели си имат своји сопствени приоритети, тие се на некој начин загрижени за квалитетот, да речем, на работната сила во Република Македонија, иселувањето, намалувањето на бројот на квалификувани работници и така натаму. Тука ние немаме... вие можете да им помогнете во тој дел? Не, немаме надлежности ние тука. Кажав дека со оноти што тие го бараат е токму она што ние го нудиме. Затоа ве прашав, зашто со бизнис заедницата ќе се сретнете со други бизнис заедници или со други, пример организација на потрошувачи или синдикати или слични? Со сите што ќе побараат средба. Тешка побарат средба. Ево, например, сега во петок иако тоа не е во ваши ингеренции, помошта на некој начин за сето тоа? Ево наши, како не е, обезбедување на финансиска стабилност. Зборуваме за работници, продуктивност и останати работи кои треба да ја движат економијата. Ќе сретнеме и формално, неформално. Јас сакам да слушам. Так. Јас ќе одам и по пазарите, ќе разговарам и со пазарџи. Верувајте ми, може и вака лично ви кажам, па ако сакате тоа да го регистрирате. Многу ме интересира што мислат, со кои проблеми се соочуваат, затоа што ова што, да речам, филтрирање на сите тие очекувања, податоци, проблеми и така натаму, може единствено само да служи на носење на подобри мерки за граѓаните и за бизнисот во Република Македонија. Теоријата и бројките се едни, праксата е сепак друга, а до сега немавте вакви средби, сепак бевте нели партиски член, го знаете сум имал, сум учествувал во граѓани, сепак сте била. Сум правил и како сум истражувал и како економист, нели? И така натаму. Од сите методи анкетни, анализа на податоци, и според вас кој е впечатокот на граѓаните? Со учеството во политиката сум посетил многу населени места, да речеме, нешто што моите колеги кои што се посветени единствено на академската професија никогаш во животот нема да го доживеат. Кој е вашиот впечаток? Кој е впечатокот на граѓаните? Што им недостасува најмногу? Па добро, вака ќе кажам дека кога сме за кај целите надлежности на Народна банка, граѓаните се алергични на инфлација, алергични се на зголемување на цените. Не е претерано ако ви кажам дека во Соединетите американски држави исходот на изборите минатата година го одлучи токму фактот што во изминатиот период покрај други фактори граѓаните беа незадоволни од високите цени, од високата стапка на инфлација. Тоа беше еден од пресудните фактори за победа на господинот Трамп, нели, и загуба на Бајден. И сега се незадоволни од високата инфлација кај нас? Ние ќе се бориме, односно јас се уверувам дека ќе има ценова стабилност во рамките на она што е можност на Народна банка, а секако во разговори, во согласување на политиките и со Министерство за финансии ќе настојуваме тоа да го обезбедиме.